Вардар, знаеме кој е таа екипа Вардар и кој буџет го има Вардар. Знаеме кај кодира во Европа и ние утре нема да се предадеме така лесно, ма препуштаме фаворитската улога на хартија нив, но знаеме што се случи пред 2 години исто тој Вардар што не потцена и како си помина тогаш. Значи ние ќе дадеме се од себе, јас како капитен обеќам до целата јавност дека играчите ќе се борат и нема лесно да се предајме својата кожа како што се случи таму во наредните години, што доведе до голема разлика. Што се случи со надпреварот со Металург, можам да кажам дека немавме среќа едноставно и се надевам дека утре ќе ја поправиме таа и ќе докажеме дека вредиме, можеме повеќе од тоа што го постигнавме во Металург. Ги повикувам сите љубители на спортот да дојдат, да гледаат, да видат таа екипа на Вардар со големи имиња, па и да не борат. Утре се гостува, значи, РК Вардар. Сите знаеме со каква екипа имаме работа, многу добра екипа, многу квалитетна екипа, со многу квалитетни ракометари, ама ние пак играме на домашен терен. Како што кажа капитенот, ќе дајме максимум, ќе се бориме до 60 минути и ако ќе ни се прикажи шанса и прилика, ќе искористиме, зашто да не. Друго ве поканувам, тоа е лошо што мала сала е, не знам за какви причини се работи, не играме во сала парк, ама тоа е тоа, ве поканувам и се обекам една добра борба и добра игра од нашата страна. Значи утре се игра надпреварот кој беше одложен од второто коло од плејофот во Македонската Суперлига помеѓу Зоми Макем и Вардар. Значи овој надпревар треба да биде празник на ракометот и општо на спортот во Струмица. Би изјавил дека надпреварот се игра во спортската сала во средното основно општинско училиште Димитар Влахов во 19 часот. Значи се извинуваме прво на сите љубители на ракометот и општо на спортот кои нема да можат да бидат присутни поради малиот капацитет на салата. Значи капацитетот на салата е 380 седишта а интересот за надпреварот е многу голем. Значи веќе недела време се зборува во градот за тој надпревар и сите нема да можат да бидат присутни, па затоа се извинуваме на целата јавност, бидејќи не по наша вина, надпреварот наместо во спортската сала парк, каде можеше да се обере 10 пати повеќе гледачи отколку во салата во Димитар Влахов и така сите нема да можат да бидат присутни, картите веќе се во продажба и се при крај. Значи остана уште многу мал дел на карти, непродадени. На врата и нема да има карти, значи остана уште 50 карти кои ги продаваме денес и утре во канцеларијата во Глобал на ракометниот клуб Зоми Макем, која се наоѓа на вториот спрат и се по цена од 100 денари.